Со потврда од мнозинството на тетовските советници ќе се промени работното време на зонското паркирање, зависно дали е зимски или летен период. Од 1 мај до 30 септември паркирањето на зонските паркинг места ќе се наплатува од 7 до 23 часот во работните денови, додека од 7 до 14 часот во сабота. Во зимскиот период паркинг ќе се наплатува од 7 до 21 часот во работните денови, додека од 7 до 14 часот во сабота. Бесплатно паркирање останува во недела и на државни празници. Советниците од опозицијата излегоа со предлог кој не најде на поддршка кај мнозинството советници за изедначување на работното време до 21 часот преку цела година. Не се гласа по логика, туку се гласа по партиски и не се гласа во интерес на граѓаните. Тоа е нашиот проблем тука. На денешната седница на Советот беше изгласана одлуката за одобрување финансиски средства во висина од 2,5 милиони денари во проектот за рехабилитација на локалниот пат од село Сушички мост до депонијата Русино, трета фаза, во која покрај полошките општини и Бирото за регионален развој ќе обезбеди 16 милиони 900 илјади денари. Значи, во врска со средствата, тие веќе се договориле градоначалниците на општините од реонот на Полок. Значи, и секоја општина во зависност од големината ќе одвои и средствата. На дневниот ред на денешната 29-та седница на Советот на општина Тетово се најдоа и точки околу работата и финансиското работење, како и планови за работа на повеќе институции. Беше поддржана и предлог одлуката за формирање локален совет за превенција од ненасилен екстремизам во општина Тетово.